Добре дојде во студио за мојата гостинка Лидија Димковска, писателка. Овој разговор го правиме на Skype, таа живе во Словенија, во Љубљана. Добре дојде, Лидија. Добро најдов. Добивте блескави рецензии и критики за Црно на бело, еве ја имам таа книга, поезија, издавач е Или. Прилично е тескобна и тешка, јас барем така ја дефинирам, заради тоа што ја отсликува реалноста, животот и во Македонија, македонскиот, ни генерално. Како да ја гледам Македонија и за жал сметам дека инспирација сте црпеле толкму од суровата и тешка реалност во Македонија. Имам ли право? Да, имате право на вистина. Иако не живеам во Македонија веќе речиси 20 години, сепак македонската реалност се уште за мене е некаква инспирација. И всушност најголема, бидејќи од таму потекнувам и од таму црпам и идеи, и сили, но и немоќ, многу често немоќ, а од таа немоќ се раѓа понекогаш и поезијата. Така што при моите одења во Македонија многу пати запомнувам многу слики, бидејќи сум на некој начин и визуелен тип на човек, кои што потоа прераснуваат во стихови. И онаа социјална димензија на животот во Македонија, секако предизвикана од политичката димензија во Македонија, не може да не ме инспирира, односно да не ме допре. Затоа што јас сепак решив и како политички потек е тоа за мене да пишувам само на македонски јазик, без разлика каде живеам, колку долго живеам некаде, дали се селам или не. Така што на македонски јазик најчесто пишувам за Македонија. Меѓутоа, денес стварноста е многу поглобализирана, така што она што се случува во Македонија како социјална димензија веќе е присутно не само во Европа, туку и во светот воопшто. Секако различни се рамките, посебно политичките рамки, културните рамки во кои што се случува таа реалност за која зборува мојата книга. Меѓутоа, реалноста едноставно денес во Европа е таква. Значи, во Европа денес имаме сиромаштија, имаме десничарски влади, имаме бегалци кои што не можат да ги преминат границите кон некое подобро утре, имаме многу несреќи, многу трагедии, многу лоши политички потези и едноставно не сум способна да пишувам за нешто поубаво, не можам да пишувам за природата, бидејќи ме инспирира пред се реалноста околу мене. Добро, ајде, во неколку песни говорите за луѓе од маргините. Тие најмногу всушност ми се допадна за просјаците, за бегалците, за бегалската криза, за сириците, па ме интересира дали се чувствува тој очај дури и во Словенија. Како живее Словенија со бегалската криза? Па многу лошо живее, односно сите потези што ги прави на тој план се крајно погрешни. Како што знаеме, практично ги затвори границите од завчера. Така што бегалците нема да можат веќе да поминуваат ни Словенија за да одат на запад, барем не во овој број во кој што поминуваат досега. Значи, политиката во Словенија, иако е лево ориентирана, сепак прави генерално грешки во однос на бегалците, а тие грешки се прават сега веќе насекаде во Европа. Така што на тој план јас мислам дека и нема некоја голема разлика помеѓу Македонија и Словенија, меѓутоа има поголема ангажираност овде во Словенија од страна на невладините организации, на сами активисти кои што доаѓаат и од странство, но се и од Словенија, има почесто протести, значи се уште се зборува за таа бегалска криза и се уште се свртува вниманието кон хуманоста на луѓето. Во Македонија имам впечаток дека тоа беше некако во едно време пред една година или половина година се уште модерно на некој начин, но сега веќе дури ни моите пријатели, например, не разговараат веќе на таа тема, како да е нешто што било и поминало, а всушност се уште трае. Добро говорите за активизмот, особено во Словенија, ги споменавте невладините организации и уметниците. И главното прашање кој им го поставувам во принцип во интервјуата на уметниците во оваа земја е зошто тие молчат, односно зошто молчат нивните колеги, всушност заради тоа што останатите доаѓаат на интервјуа, оние кои се ангажирани уметници и говорат за суштинските проблеми, всушност не само во уметноста, туку и воопшто за оваа земја. Имате ли објаснување зошто молчат вашите колеги, писателите?
Кога Па, говориме мислам за дека се македонските се разбира. Да, мислам дека се плашат дека ќе изгубат нешто што всушност и немаат. Се плашат за своите животи, за своите животни приказни, за тоа дека ќе изгубат работно место, дека децата нема да им бидат обезбедени и така натаму, меѓутоа јас сепак не го признавам и не го прифаќам тој илузорен страв, туку сметам дека уметник и не може да се биде ако се има страв од нешто. Ако се има страв од државата, од земјата, од власта, тогаш навистина не знам колку може да се заслужи значи таа именка уметник и да се носи со таа именка уметник некој човек. Очекував и очекувам се уште многу повеќе од моите колеги во Македонија, не само од писателите, воопшто од сите категории уметници, но гледам дека се ретки исклучоците на луѓе кои што застануваат за своите дела со став, значи стојат не само за тоа што го создале, што го креирале како уметност, туку и како политички став. Како политички став не сметам дека треба да се биде или позиција или опозиција, меѓутоа да се има некој нормален, реален став за тоа што се случува во една земја. А во Македонија веќе долго време се случуваат крајно лоши работи и не знам кога навистина македонските уметници ќе заземат став и ќе кажат што е што. Значи да ја кажат вистината црно на бел. Дали, господјо Димковска, дали разговарате со вашите колеги, дали полемизирате, дали им забележувате за овој молк за кој сега говорите? Па јас и немам некои големи можности нели да се среќавам со моите колеги од Македонија, тоа се сепак повеќе виртуелни средби отколку реални, бидејќи ретко сум во Македонија, меѓутоа следам се што се случува таму и секако дека сум во контакт не само со моите пријатели, туку и познаници и други луѓе. Гледам некоја апатија и резигнација која што не би требало да ја има, но речиси секогаш ми се враќа со одговорот: не живееш овде, не знаеш како е, не е така и така натаму, што јас не го признавам како таков, бидејќи секојдневно сум во контакт со Македонија на овој или оној начин. Добро, дали овој игнорантски однос на уметниците воопшто го објаснувате со онаа комунистичка матрица од која не може да се ослободат? Па не знам дали се работи се уште за таа комунистичка матрица, бидејќи таа комунистичка матрица имаше не само во Македонија и во поранешна Југославија, туку ја имаше и во Романија, каде што јас, например, живеев 7 години во навистина една посткомунистичка транзицијска матрица, и во која што се сменија многу работи, и денес се менуваат, фала Богу, на подобро. Мислам дека тоа доаѓа од некаква, не би рекла дека е тоа навика, меѓутоа повеќе би рекла дека едноставно никој не сака да се меша за да биде јавно виден и потоа да има некакви последици од тоа. Значи подобро да се седи на мира и ако добија некоја награда ваму таму, значи сето тоа би било во ред, што не мислам дека е во ред, навистина. И не само затоа што не живеам во Македонија, тоа многу погрешно понекогаш се сваќа, дека ако не живееш во Македонија, едноставно ги гледаш работите од повисоко, од голема дистанца и поинаку судиш за нив. Па јас мислам дека како мене, иако не живеам во Македонија, размислуваат многу други луѓе и тие што живеат во Македонија, меѓутоа прашање е дали тоа што го мислат, можат и да го соопштат, да го кажат, или им е страв дека утре ќе изгубат работно место, дека можеби нема да им се објави книга, дека можеби нема да добијат средства за концерт, за изложба и така натаму, дека ќе има реални последици во нивниот живот, што е всушност и факт. Јас верувам дека се случуваат такви работи, дека има многу шиканирање во областа на културата и на уметноста, но сепак ќе повторам, значи не си уметник ако некако се поведуваш според опортунистичкиот модел на живот и едноставно само очекуваш од државата да ти даде нешто, а ти не можеш да станеш и да кажеш дека тоа дури што ти го дава не е во ред. Да, кога велите да очекуваш нешто од државата да дадеш, особено имаше бура и се крена прашина после благодарноста на некои од уметниците, би рекла така наречени уметници, благодарност кон министерката за култура Елизабета Канчевска. Па тоа е апсурдно, мислам,
не знам во која нормална држава, мислам, уметниците би се заблагодариле на министерката или на министерот за култура. Значи, во Македонија најголем проблем, всушност гледам во Министерството за култура, затоа што Министерството за култура, секако начело со Министерката за култура, сака и успева обично во тоа да ги присвои успесите на уметниците и да ги прикаже како да се дел од Министерството за култура, што е апсурдно. Значи, Министерството за култура за мене и овде во Словенија и каде било е сервис кој што им служи на уметниците да дојдат до своите цели, до своите средства, кои што не се средства, значи од джебот на Министерството за култура, туку тоа се средства од вашата плата, од пензијата на моите родители во Македонија, од платите на сите вработени, значи се работи за државен буџет. И всушност мене ми се апсурдни тие пресконференции со представниците на Министерството за култура, кога до нив седат уметниците кои што успеале во каква било сфера од уметноста и тие успеси се прикажуваат како да се поврзани на некој начин со Министерството за култура. Не знам зошто, мислам, моите награди во светот или моите преводи или препеви би биле поврзани со Министерството за култура како институција. Дури и Министерството за култура преку своите програми да платило грант, не знам, за превод на некоја моја книга на друг јазик. Но тие средства не се приватни, мислам, Министерството за култура не е приватна институција, не е спонзор до кој што јас ке седнам на иста маса и ке се заблагодарам дека ми дало средства. Тоа се средства на сите граѓани на Македонија. Дали овој став сте го кажале и на лично на Министерката за култура или можеби на некој од вашите колеги? Па јас никогаш не сум имала средба со Министерката за култура и не верувам дека би требала да имам средба со Министерката за култура. Мислам, не дошло до таква ситуација во животот за да морам да се сретнам со Министерката за култура. А секако за овие работи често зборуваме со моите колеги и многумина се согласуваат со тоа. Но факт е дека во Македонија дури и врвните уметници седнуваат на таа иста маса на пресконференциите со Министерството за култура и кимаат со главите, се смешкаат, благодарни дека, не знам, имале концерт во Карнеги хол или им се објавил роман не знам каде или имале изложба во Лондон. Мислам, нема потреба еден уметник да седне на иста маса со официјални представници на државата за да ја сподели својата уметност со нив. Не гледам во тоа никаква логика. Добро ли ве разбрав кога велите дека немате потреба воопшто да имате средба со Министерката за култура, дека би одбиле таков вид средба заради вашиот став кон неа, но и кон Министерството и кон политиката на оваа влада? Да, мислам дека е многу човечки, едноставно и многу честно да се одбие средба со представници на институција во која што не верувате, знаете. Мислам, не само како Министерство за култура, може да биде тоа и од некое друго министерство, но уметниците обично се среќаваат со представници од Министерството за култура. Јас лично навистина немам потреба да се сретнам ниту со Министерката за култура во Македонија, ниту со која било друга министерка или министер. Мислам, немаат никаква улога во мојот живот и во моето твореште. Да. Ајде околу улогата во вашиот живот, например, на библиотеката Браќа Миладиновци ве прогласија за најчитан писател, потоа ви ја земаа наградата, па ве прогласија за најчитан писател надвор од Македонија, се разбира дека ја одбивте наградата. Велам се разбира заради тоа што воопшто не беше неочекувано, познавајќи ве вас, односно вашите дела и вашите настапи. Но ме интересира кој од вашите колеги застана зад вас. Па јавно никој не застана за Да, мене. мислам јавно се разбира. Да, приватно застана многумина со своите пораки, писма и така натаму, меѓутоа јавно не застана никој зад мене, не застана ни Друштвото на писателите на Македонија зад мене, иако сум член, не застана ниту една институција, така што едноставно ниту сама не се почувствував дека сум сама во тоа и дека никој не застанал зад себе. Мислам, јас едноставно го кажав својот став, стојам за тоа и не почувствував до ден денес никакви последици во врска со тоа. Но ми е секако жал што колегите кои што беа инволвирани, значи, во тој настан, дури ни тие не најдоа една честна нота во своето битие за да кажат, еве, бидејќи така се случи, нели, настанот,
и ние би се откажале од наградата или би нашле некое друго решение. Мислам дека тоа ќе ми значеше многу повеќе отколку да застанеа јавно личности кои што всушност и не беа во никаква смисла поврзани со нас. Добро, ајде околу денешната ситуација во Македонија. Земето го Уелбек, на пример, кој го шокира светот со скандалозните и исламофобичните изјави и ставови. На пример, исламот е најглупавата религија. Вие знаете дека една од главните дебати во Македонија околу поставувањето на орелот и на крстот и тоа кој прв почна и кој заслужува да има орел, а кој крст. Како гледате вие на ова кревање на вештачки тензии, така се толкуваат и заради тоа што се создаваат сценарија за нови конфликти и тензии во Македонија? Мислам, крајно апсурдно е во 21. век ние се уште да поставуваме орели и крстови во едно урбано подрачје како што е Скопје, па и каде било во Македонија или каде било во светот. Мислам, дали Македонија толку падна на некое ниво на развој, што повторно се враќаме кон некои символи кои што апсолутно се политизираат во овој миг. Значи, кому, на кој нормален човек, односно на кој беден, сиромашен човек во Македонија, кој освен лепи игри нема нешто кој знае што друго, би му значело, не знам, да стои некаде крст или да стои некаде орел. Апсолутно мислам дека власта во која било форма, значи, ги искористува и емоциите на луѓето, меѓутоа и нивната ситуација во секој поглед, значи и финансиска, и семејна, и етничка, апсолутно етничка, и создава тензии кои што апсолутно не се потребни сега на Македонија. Меѓутоа во Македонија мора да биде јасно дека треба да постои едно граѓанство, една нова генерација. Јас лично се уште верувам во таа најмлада генерација, значи луѓе родени во 80-тите и 90-тите години, кои што едноставно ќе мора еден ден да станат и да кажат доволно е, доста е, не ни се потребни ни крстови, ни орели, ни други символи кои што не делат. Мислам, Македонија е крајно раздвоено општество, јас тоа го гледам и однадвор и однатре. Ние зборуваме за некаква уметност, меѓутоа не ги спомнуваме уметниците од албанско етничко потекло во Македонија, од ромско, од турско и така натаму. Ние не се преведуваме меѓу себе, ние не се читаме. Јас лично не знам што пишуваат моите колеги кои што пишуваат на албански во Македонија, освен ако најдам на некој многу мал и скуден превод на нивните дела. Значи, уметниците во Македонија се поделени не само на некоја партиска основа и не знам на тоа дали имаат или немаат став, туку и на етничка основа и тоа е многу лошо за целото наше општество, а за народот да не изборуваме, мислам, народот сепак е маса од луѓе кои што одвај чекаат, нели, некој нешто да разгори за да имаат во што да учествуваат, инаку им останува само досадата во животот и малку леп и некоја игра која што им се нуди преку медиумите. Ајде сега околу поезијата. И уште еден став има на Уелбек кој вели скандалозен повторно, вие ќе кажете дали е скандалозен, дека романите имаат одреден импакт за разлика од поезијата, како вели тоа, дека имате чувство дека издавачите ви ги издаваат книгите, односно поезијата од милостиња. Веројатно никој не ја чита таа поезија. Кој е вашето чувство? Не верувам дека е така и воопшто не верувам дека поезијата не се чита. Меѓутоа секако, јас не можам да очекувам од моите родители кои што не се образовани да седнат и да читаат поезија. Значи, можеби ќе ги прочитаат моите романи, но моите песни да ги прочитаат нема толку добро да ги разберат. Значи, поезијата сепак остана на некој начин не елитистичка, меѓутоа поблиска до некој пообразован слој на луѓе. Да. Така што не мислам дека издавачите ги објавуваат поетските книги од некоја милостина, барем јас така не се чувствувам во однос на мојата издавачка куќа или која токму со црно на бело всушност започна нова поетска едиција, поеза. Значи во време кога издавачите размислуваа за тоа дали има смисла да се објавува се уште поезија која е неисплатлива на некој начин или не, еден издавач сепак решава да почне да објавува поезија, што е за голем чекор секако во издаваштвото во Македонија. Така што мислам дека и поезијата и прозата можат подеднакво да се читаат, меѓутоа секако
и сама така читам. Значи, кога ќе наидам на добар роман, го читам од почеток до крај, во еден здив. Мислам дека прозата, добрата проза се чита на тој начин. Поезијата е многу поделикатна и поделикатесна, би рекла, така што во неа уживаме во мали залаци и всушност во тоа е убавината, да прочиташ една песна можеби на денот и да размислуваш, да видиш дали може нешто да смени во твоето битие, дали може да те наведе на поинакво размислување, на поинаква емоција. Тие граници меѓу поезијата и прозата се уште постојат и не би се откажала од нив, бидејќи и поезијата и прозата го збогатуваат човекот, читателот во секоја можна форма. Дали смитате дека медиумите помагаат да се да се продаваат книгите на писателите? Ве прашувам ова заради тоа што гледам дека особено добрите уметници во Македонија од скромност во и издавачите исто така многу малку сакаат да комуницираат со медиумите, што е всушност клучно. Па најверојатно се уште преовладува старото мислење дека медиумите треба да ги бараат издавачите и авторите, а не обратно, што на некој начин и нели во рамките на некоја конвенционалност, на некое почитување и така. На редот на нештата. Да, така би требало да биде на некој начин. Меѓутоа, сепак мислам дека издавачите денес, барем во светот, се многу поагресивни, многу поотворени, многу поголемо внимание бараат за своите автори, за своите книги од страна на медиумите. Во Македонија се уште се оди на некои меѓучовечки односи, значи ако ве познава некој како новинар, можеби ќе ве побара, меѓутоа генерално нема кој знае колку големи многу информации, да речеме, за тоа што се објавува. Односно има информација на ниво на информација, меѓутоа тие што пишуваат книжевни критики, книжевни рецензии, апсолутно нема веќе каде да ги објават своите текстови. Дури и да сака некој да напише за мојата книга текст, многу тешко ќе го објави во медиум кој што се чита од страна на повеќе луѓе, значи во дневен весник или како рецензија во телевизиска емисија и така натаму. Во таа смисла згасна многу форми што ги имаа медиумите порано за презентација и за промоција на македонската книжевност и не само на македонската, воопшто на книжевноста, и денес едноставно не можеме ние во дневен весник веќе да прочитаме критика за книга. Не само критика за книга, не знам, за изложба, за концерт или што било. Така што мислам дека се стесни просторот медиумски, иако е парадоксално, нели, се повеќе медиуми има, се повеќе весници и списанија, а сепак многу малку културата суштински го наоѓа своето место во нив, не само на ниво на информација, туку на ниво на размисла и на промисла. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во студио на Нова Лидија Димковска. И јас многу ви благодарам.